Почитувани, ме поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и го следите најновото издание на Здраво Македонија и ве поканувам да го последите и разговорот кој што ни следува во продолжение. 1 март е светски ден на нулта дискриминација, па токму на оваа тема ќе зборувам со господинот Душан Томшик, кој што е претседател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и ќе ни каже малку повеќе што се случува во Македонија на оваа тема, ќе ни сподели доста сериозни статистики кои што тој веќе ги има пред него. Господине Томшик, добро утро. Добро утро на вас. Ви благодарам на присуството денеска во просториите на комисијата. Да. Ке започнеме, како што кажав и во самата најава, со бројки, со статистики. Колку Македонија се соочува со дискриминација и какви се податоците за 2025 година? Така, од нашите анализи на сите бројки и представки кои што се стигнати, во 2025 година комисијата работеше на вкупно 559 предмети за заштита од дискриминација, од кои 448 се нови, значи примени во текот на 25-та и 111 предмети пренесени од 2024 година. Од новите 448, значи 444 се поднесени од страна на граѓани и организации, додека за останатите 4 постапки комисијата поведе постапки по службена должност. Она што би сакала да го напоменам, дека денот на нулта дискриминација 1 март е денот кога се промовира правото на секој човек да живее исполнет и продуктивен живот со достоинство. Оваа година UNAIDS го насочува вниманието кон лицата што живеат со ХИВ и лицата изложени на ризик од ХИВ. И значи во однос на дискриминацијата која го подкопува пристапот до здравствени услуги, ги нарушува човековите права и го забавува напредокот кон ставање крај на сидата која што е цел до 2030 година. Може да кажеме дека доказите во однос на стигмата и дискриминацијата кон овие луѓе се јасни, бидејќи стигмата и дискриминацијата кон овие лица го загрозуваат и нивниот живот. Според глобалниот извештај индекс на стигма кон лицата што живеат со ХИВ, речиси 1 од 4 лица кое има ХИВ пријавува дека било стигматизирано од други, вклучително и во здравствените установи. Во однос на разговорите со мрежата за заштита од дискриминација кај нас, во нашата држава исто состојбата не е сјајна. Стигмата кон лицата што живеат со ХИВ и кај нас е присутна, така во 25-та 90% од случаите на дискриминација на луѓето што живеат со ХИВ се случиле во здравствениот сектор, што покажува незнаење околу преносот на ХИВ сидата. Исто така има стигма во однос во делот на пристап до образование, до пристап до квалитетни места, така да луѓето со ХИВ, дури некои од нив се повлекуваат во себе, го кријат во здравствен статус, се од причина да не бидат стигматизирани. Во поглед на областите кои што најповеќе се пројавува дискриминација кај нас во 2025 година, највеќе представки се поднесени во делот на работа и работните односи, дури 52% од овие представки се во област, понатаму втора по ред област образование, наука и спорт, пристап до добри услуги, понатака јавно информирање и медиуми, социјалната сигурност, тука вклучително и пристапот до пензиско и инвалидско осигурување, натаму правосудство и управа и другите области се најмалку застапени. До 31.12, значи заклучно со 25 година, донесени се вкупно 359 одлуки по предмети за заштита од дискриминација, од кои 151 или 42% од сите стигнати се мислења по спроведена постапка за утврдување на дискриминација, а 208 или 58% се отфрлени или е запрена постапката, што од овие отфрлени, каде што комисијата немала мандат да постапува согласно закон, или поради тоа што представките биле неуредни, но и покрај ова на сите овие лица се соодветно упатени до надлежни институции, каде што може да ја побараат својата заштита. Да. Поразителни бројки дефинитивно, верувам дека имате полни раца работа и дека токму тоа ќе го правите и оваа година и нели постојано. Какви превентивни активности имате во моментов на тема дискриминација во сите можни области кои што ги споменавте? Па вака односи на соките на Еквинет и нели тенденцијата е сите тела за еднаквост да почнат од реактивно делување, само поднос на жалби нели и заштита од дискриминација, да се даде фокус на подигнување на свеста и на превентивни активности кои што ќе значат нели намалување пред се на дејствијата кои што предизвикуваат дискриминација. Образованието е една од клучните алки во сузбивање на стереотипите кои придонесуваат кон дискриминација на одредени групи на луѓе. Кај нас, особено во образованието на учениците со попреченост, учениците кои што се од ЛГБТ
групата со различна сексуална ориентација, ромите, кај дел од овие лица булингот е изголемен, каде што дури има и случаи каде што децата размислуваат и на одземање на сопствениот живот, што е стварно поразително за нашата земја. Можеме да се пофалиме дека во текот на минатата година од 1 ноември започнавме кампања еден тим за секое дете, нулта дискриминација во соработка со канцеларијата на УНИЦЕФ и Фудбалската федерација на Република Македонија, каде што се промовира еднаквоста и пристап до фудбалот како спорт во детските лиги и во сите училишта. Имаме добиено видео од УЕФА кои што се титлувани на македонски и на албански јазик и со соодветна презентација се испратени до сите основни и средни училишта, каде што понатаму наставниот кадар и наставниците по физичко ќе треба да го презентираат ова пред учениците во нивните училишта. Втората кампања која што ја започнавме, исто така започна во ноември 24-та, сега продолжува во 25-та, извинете, продолжува во 26-та, е националната кампања 1 од 5, тоа е стопирање или стоп за сексуално насилство и вознемирување врз децата и учениците. Таа е во соработка со проектот Владење на правото и канцеларијата на Народниот правобранител. Исто тука е преземена кампања од Советот на Европа која што е соодветно прилагодена на македонскиот контекст. Истата е веќе во текст се доставува до детските градинки, до основните и до средните училишта. Планирани се обуки кои што би требало да завршат некаде до месец април или мај. Значи, голем дел од училиштата веќе сме во процес на контактирање на самите училишта, договарање на термини за обуки, каде што има избрано експерти од Македонија кои што ќе пренесат содржината на учениците и на стручните служби во делот на препознавање на сексуално вознемирување и насилство и во делот на пријавување. Ова е навистина опширна тема, можеме многу да зборуваме, но се разбира ќе ве поканиме во студиото на Здраво Македонија да ги споделите сите работи кои што ги работите. Екипата на Здраво Македонија и Канал 5 најмалку што може да направи е да помогне во подигнување на свеста, да се нормализира еднаквоста и сите различности околу нас. Така што ви благодарам многу за овој разговор и се гледаме кај нас во студио. Така ви благодариме. Мислам дека медиумите се многу важна алатка во однос на пренесувањето на пораките кои што сакаме да ги дадеме, дека сите луѓе се родени еднакви, треба да живеат еднакво, така да имаат еднаков пристап до сите права без разлика на тоа како се чувствуваат, кои се, од каде доаѓаат, каде припаѓаат, така да сите сме луѓе и се гледаме во студио. Да, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.